Центарот за развој на Источно-Планскиот регион денеска ја одржа првата форумска сесија на која учество зема околу 70 учесници, представници од различни сектори од сите 11 општини во состав на регионот. На форумската сесија беа дефинирани најприоритетните стратешки области за интервенција и идентификувани регионални проблеми на кои низ форумскиот процес беа понудени соодветни решенија за кои ќе бидат изработени регионални проектни идеи, концепти и истите од страна на учесниците на форумот и Советот за развој на Источно-Планскиот регион ќе утврдат приоритетна листа на предлог проекти кои што ќе бидат финансирани во периодот 2024-2025 година. Денес во хотел Изгрев ги одржуваме регионалните форуми на заедницата. Започнавме со новиот циклус за идентификација на предлог проекти за 2024 и 2025 година. Имаме околу 80 на представници од општинските администрации во нашиот регион, од бизнес секторот, од невладениот сектор, образовни институции, социјала, здравство. Навистина е големо задоволство, бидејќи имаме представници речиси од сите сектори. Тоа што денес ќе го работиме, ќе се идентификуваат приоритетни области каде најмногу имаме регионални проблеми на кои што низ овој процес треба да понудиме решенија преку соодветни предлог проекти. Имено и денес накратко форумот ќе се запознае со проектите кои што се одобрени, а истите се биле низ форумскиот процес 2022-2023 година. Центарот за развој на Источен Плански регион претходната недела ги потпиша договорите, значи тоа што ќе се работи во 2024 година ќе бидат инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти низ 5 општини во регионот, ќе се работи во делот на туризмот до уредување на барски систем, езерце, пешачко-велосипедски патики низ Беровско езеро, рекреативен центар во село Пишица и завршување на проектот во однос на поплучување на улиците во Ново село и како проект кој што го имаме на резервната листа осветлување на паркови површини и уште еден спортско-рекреативен центар. Форумскиот процес е во рамките на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, втора фаза, финансиски поддржан од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка.